Slušaj vamo, dragi moji republikanci, zdravo. Уште малку, издржете, уште малку и не паѓајте со ентузијазмот. Правам некои споредби, она што се случува во Русија, во Соединетите Американски држави и кај нас. Очигледно е, очигледно е дека промена на власта ќе дојде во Македонија. Она што ме плаши, што гледам дека власта премногу лесно се предава. Глумат нешто. Тоа ме загрижува дали имаат некаков адут за да направат некаква радикална промена. Бидејќи само такво нешто може да им помогне во оваа ситуација да спасат жива глава. Во Америка, Доналд Трамп, кој е веќе, јасно дека ќе биде кандидат на Републиканската партија, од другата страна Бајден собра рекордни 53 милиони долари за неговата кампања. До сега е тоа без преседан највисоко, што значи големите компании, воениот индустријски блок страшно ќе го финансираат се во ова. Трамп не им одговара за тоа што рече: ја ја прекинувам војната во Украина. Прва работа, спречувам Трета светска војна и војната во Украина и Русија. Ја спречувам. И сега има многу кои сериозно се замислуваат. Затоа се отворија границите, да има и легални имигранти. Доналд Трамп дури рече дека во некои негови средби со луѓе од латиноци, велат дека се празнат затворите во нивните земји, Мексико, Никарагва, таму се тоа што е на југ од Соединетите Американски држави, и ги испраќаат директно во Соединетите Американски држави. Значи, не гладни луѓе, не работници, не луѓе кои сакаат да работат, заработуваат и го подобрат општеството. Не, криминалци. И затоа гледате се повеќе и повеќе нападнати полицајци, претепани деца, претепани луѓе, особено од белата раса, плячки, и сето тоа поминува неказнето, или ако дојде до суд, поминува онака, без проблем. Познато вие? Да, не на тој степен како што е кај нас, но и кај нас, едноставно. Нема правда, има правда само за едни, за други нема. Она што во Валканата кампања, и сега очекувам вакво нешто да направат и кај нас, излезе Доналд Трамп на така наречен рели, од кога веќе се, како кандидат на Републиканската партија за иден председател на Соединетите Американски држави, и вели, вака ќе ви го парафразирам на англиски и ќе ви го преведам, вели, there will be bloodbath in automotive industry. Или реченицата му звучи парафразирано, ако се продолжи вака, предпоставам дека мисли на кинескиот увоз, ефтините автомобили и така натаму, која загрозуваат американската автомобилска индустрија, една од најјаките во светот, но и една од најјаките индустрии во Соединетите Американски држави, бидејќи од таму им доаѓа и целата сила. Просто човек да помисли дека некои, не знам, како да сакаат да си ја уништат Америка, тоа не ми е јасно. Вели дека
Ако се продолжи вака, ќе биде крваво, ќе има крвопролевање во американската автоиндустрија. Во истиот момент, како кај нас ботовите на Твитер, како овие цивилни, мивилни, овакви, онакви порталчиња, фронтални, монтални, монтажни, демонтажни, искачаат со реченица ваква и као граѓани загрижени, а све се тоа искеширани ботови како кај нас, кои велат Доналд Трамп ако се врати, ќе има крвопролевање. Пазете, реченицата е ако се продолжи со ваква економија, ќе биде крваво или ќе има крвопролевање во американската автомобилска индустрија, во смисла дека ќе пропаѓа, ќе има отпуштање, дека ќе биде ужасно и страшно за американската автомобилска индустрија. Го вадат зборот крвопролевање и велат Доналд Трамп рече ќе има крвопролевање. Колку подмолно, колку злобно, колку валкано, колку огавно, колку смрдливо. Како што гледате, полека и кај нас се засилува таквиот дискурс и ја очекувам во наредниот период нешто слично да извадат за Мицкоски, за Гордана Силјановска-Давкова како председателски кандидат или за било кој од опозицијата. Што прават? Што ќе постигнат со тоа? Ништо. Во Америка се надеваат затоа што таму пуштија милиони луѓе од затвори да влезат во Америка, на кои им даваат социјална помош. За да има социјална помош му дава социјално бројче. Со помош на тој социјален број, он ќе се протне со заобиколна таа стратегија да може да гласа. За кого ќе гласа, он се знае. Нема да гласа за честниот и поштениот, му треба нему иста крвна група, бараба, лопов, крадец, лажго. Во меѓувреме, за да можат да ја замајуваат и јавноста и светска и собствена, ќе се потрудат да го ескалираат конфликтот во Русија, со тоа што ќе испраќаат НАТО војници да гинат на украинскиот фронт, бидејќи Украина веќе и нема луѓе кој да иде. Гледате по улици како во нацистичка Германија ги собираат од улица на сила, ги тераат да идат на фронт. Преку 20 милиони луѓе се иселени од Украина. Украина е уништена земја. Но овие се надеваат дека ќе исцрпат Русија, бидејќи се арогантни во собственото создание дека се како Запад многу богати и се богати. И војната ќе трае се додека има пари. Проблемот е што економиите назадуваат, не пропаѓаат, нема таму гладни по улици во Европа и во Америка, но уште помалку во Русија. И не им е јасно како обстанува руската економија, иако ја стварно не ми е јасно кој ќе ми речат не знам како. На такви ресурси зар би можела да падне? Таков извоз кој го имаат во Кина, во Турција, во Иран, на цел исток ги уво ги заболе за Украина. Ќе биде многу интересно. Но една од најпозитивните работи со која сакам да ја завршам е градоначалникот Орце Георгиевски, кој минатата недела го отвори возобновениот, реновираниот дом во Кисела Вода Билјана Беличанец. Во рамките на домот се отвори и кино, ново кино, Киноверзум, и на отварањето беа поканети видни гости и беше прикажан еден од најдобрите филмови последниве децении или еден од 5 најдобри филмови во историјата на кинематографијата, филмот на Денис Вилнев, Дина, вториот дел. Знаете, ја перцепирам Македонија како една од некултурните земји на светот. Во смисла дека повеќето од граѓаните немаат култура.
Немаат култура во писменост, неписмени се. Тоа што знаеш да читаш не те прави писмен. Неписмен си дигитално. Не знаеш да користиш компјутер како што треба, мобилен како што треба, да ги користиш апликациите како што треба, за да ти го олеснат животот. Ние не можеме да си ги завршиме административните работи кои бараат и сегде во светот идат електронски. Немаме таа култура. Немаме култура во сообраќај. Тоа апсолутно сите ќе се сложите во цела Македонија, па и во најпустите места. Немаме култура како луѓе меѓу себе. Немаме култура во семејството. Се караме, се расправаме, се натегаме, не знаеме некаков бонтон да си воспоставиме на хармонија. Се караме со комшиите, се караме со сопартиецот, се караме со оние што со другата партија. Се поделуваме на љубители на мачки или оние кои мразат мачки. На леви, на десни, на горни, на долни, на сатанисти, на христијани, на педери, лесбејки од една, стрейтери од друга. И се со омраза, само затоа што нема култура. А во политиката, па воопшто ја нема. Знаете, ја тврдам дека вистина е дека култура нам ни треба ако сакаме да промениме. Често викаат што треба да се направи за да се подобри во Македонија. Култура. Култура. Културен човек нема да лаже. Културен човек нема да сведочи лажно. Културен човек нема да краде. Културен човек нема да чесно ќе суди, чесно ќе работи. Културен човек нема да носи мито по болници на шалтери и така натаму за да му се заврши работа. Културен човек во политика нема да прима мито, нема да дава мито, нема да подмитува, нема да зема провизии. Ќе се чувствува како слуга на народот. Тоа е култура. Ние таква култура немаме. Ние сме мултикултурно општество, а тоа се повеќе култури. Исламска култура, православна култура. Албанци, роми, македонци, срби, бошњаци, египтјани, французи, марсовци и така натаму. И секој мисли дека другиот краде, а он е жртва и нема. Нема искачање. Да е една нација, како Јапонија, брзо ќе се разберат и ќе се нивелираат работите во некаква доверба. Овде немаме ни култура на доверба, затоа што постојано некој ја изневерува. Ако ќе изневери некој од македонска страна, македонците го штитат. Кога ќе изневери некој или ќе украде од кај албанците, не смееш да писнеш, тоа е албанофобија, или србофобија, или геџофобија. Како сакате? Ние немаме култура. Отидов на отварањето да го изгледам по пети пат, дина-два, затоа што сметам дека денеска еден човек кој претендира да живее во духот и времето на 2024 година, на 20-тите години од 21 век, мора да го изгледа овој филм. Без оглед, дали го разбираш? Дали ти се допаѓа? Небитно е. Тоа е како лектира. Лектира, обавезно четиво е, го читаш, не е важно дали ти се свиѓа. Ќе објасниш што си разбрал, но тоа е дело по кое ќе се мерат работите на нивото на култура. И во киното го видов Орце и го видов Христијан Мицковски. Па да ви кажам, ретко сум гледал политичари од таков ранг, а ова е идниот наш премиер, да отиде на ваков филм да го гледа. Да беше нешто партизанско, вона, вамо и тамо, верувам дека политичарите идат нешто. Но ова е абстрактна работа. Бара ангажман, ментален, духовен. Викам, ако овој човек беше спремен 2,5 сати да го гледа овој филм, мојата порака е до него. Кога ќе оправаш земјата, а немаш избор, ќе мораш. Сети се на филмов. Сети се на сторијата. Нека те крепи. Но сети се дека културата, кога ќе внесеме културата во политиката, можеме да делуваме на сите.
Зошто? Нашите политичари станаа корумпирани од и ние како народ сме корумпирани. Ние сме наситно, ама ја наситно. Тоа наситно, знаеш како иде, се поише, колку повисоко, толку поголемо. Знаете што, македонецот, знаете зошто е гневен? Оти он, тој што е дава 100 грама кафе за да му се заврши работа. Или тој што работи на шалтер, зема 100 грама и вика, ја ништо што 100 грама, голема работа. Ама не си у ситуација да дојдеш да лапнеш провизија од 25 милиона, како овие Иваниве да отвориш некоја фабрика за електрични автомобили која пропадна, или да градиш монтажни бараки за болница кои ќе горат, или отсутство да ја суди, малце дурбо, турсово, тури пише нешто, култура. Бидејќи корумпираноста на политичарите дојде од нас, не дојде од нив, од нас дојде. Ние сме такви, они се само наше огледало. Но за да дојде обратно, ние нема да станеме подобри. Туку подвигот може да дојде кога лидерот ќе покаже сосема спротивно. И кога лидерот покажува сосема спротивно, ние не веруваме, ние плюкаме, не, лоше он, не сме го фатиле, он краде и лаже. И тоа е многу тешка борба. Но ќе треба некој доблесен да го направи тоа. По мене, оној што може да го изгледа Дюн 2, секој оној што претендира да биде во политиката, ако изгледа Дюн 2, за мене е доволна квалификација да може да раководи со некој сектор во државава. И сметам дека ќе биде подобро. Зошто? Затоа што за гледање таков филм е потребна култура. Потребно е да имаш прочитано книгата, потребно е да го разбираш тој јазикот ти. Иако е блокбастер, тоа не е лесен филм за гледање и за разбирање. Особено за луѓе што не го следеле. Мене ми е лесно, ја од дете сум ја прочитал 10 пати книгата. Но ми дава надеж. Ми дава надеж кога гледам дека лидерот, идниот премиер, има доволно во себе културно миѓе за да восприема. Се надевам дека ќе може епископски тоа да го расшири на своите сопартици. Особено оние што излегоа од сала и го чека филмот да заврши во ходник. Браво за сите што го изгледа. И се надевам дека примерот на Орце ќе го следат многу градоначалници, бидејќи киносали во Македонија, особено оваа убава киносала со добри седишта, со одличен разглас, со лазерски проектор, каде што сликата е перфектна, звукот извореден. Јас сум многу пиц за тие работи. Нема 5 души на кои можам да им признам, затоа што тоа е мојата пасија. Звук и слика. И во тоа сум се остручил. Факултет немам. Бидејќи го восприемам како конзумент на најдобар начин со милион филтри. И овакви работи ќе го менуваат народот на подобро. Да стане покултурен. А културен човек не ја загадува околината. По дефолт е еколог. Културен човек не убива животни. Културен човек не убива луѓе. Културен човек не краде. Нам ни треба култура. Драг премиер, иден премиер Христијан Мицковски. Култура. Култура на секое ниво. Спортска, меѓучовечка, политичка, економска, секаква култура. Работите ќе почнат од себе да еволуираат. Слушај.